По повеќе месеци информирање, едуцирање на јавноста и лобирање за заштити оваа ретка пеперутка, мислам дека е крајно време да одговориме на прашањето што појаволи да се случи со македонската сивка. Јас сум Кирил Арсовски Пржо, ова е приказната за иницијативата за заштити најзагрозената пеперутка во Европа. Пред да започнеме со деталите, што беше тоа македонска сивка? Македонска сивка или псевдохара чинговски представува вид на дневна пеперутка, стеноендемит за македонската фауна. Стеноендемити се видови кои може да живеат само во многу ограничени географски подрачја. Во овој случај, сивката ги населува сувите и тревести ридови крај Плетвар. И толку, никаде на друго место во светот. Ова пеперутка е на листа на загрозени видови на Македонија, но и се наоѓа на црвената листа на загрозени видови од Меѓународната унија за заштита на видовите. Нејзиното ловење е строго забрането. Пред нешто повеќе од 3 години, Институтот за комуникацијски студии, заедно со редакцијата од Дојче Веле, тргнаа во една истражувачка новинарска мисија да ги утврдат постојаните сомнежи дека оваа пеперутка илегално се заловува, а потоа продава на отворениот пазар онлайн. Со потреба на новинарски, форензички, па дури и молекуларни анализи, оваа илегална трговија се потврди. Тимот дури стапи во контакт со неколку од овие нелегални ловци и препродавачи. Шемата што тие користат е многу едноставна. Се состои од два дела. Од легални дупки, односно дупки во законот, како и слабата можност на државата да го заштити своето природно наследство. Ова пеперутка, иако е заштитена во Македонија, таа не е заштитена надвор од државата. Што значи дека штом оваа пеперутка ќе биде заловена и ги напушти границите на Македонија, таа нејзина трговија станува легална, односно не е под никој закон. Околу вината за овој случај може да се филозофира и се дебатира до бескрај. Доколку сакаме да даме некој мрзелив одговор, би рекле ова е системски проблем. То секој проблем во една држава е системски проблем, не постои несистемски проблем. Но ако треба да бараме конкретни виновници, тие би биле во две групи. Македонските државни институции што дозволиле било кој да доаѓа да краде од оваа држава како сака, како и меѓународната заедница, особено Европската унија, што дозволува ваков бизнис да успева легално во териториите на Европската унија. Македонија нема институција, организација државна која што има задача да се грижи за природата од аспект на истражување, мониторирање, наблюдување, да знаеме дали постојат и други видови што во истиот случај се извезуваат илегално од државата. Во текот на истрагата, ИКС беше повикан да присуствува на конференцијата заштита на видовите од илегална трговија во Брисел. Таму македонската сивка беше земена како пример за тоа како може еден вид на инсект што е заштитен во својата држава легално да биде продаван надвор од државата, односно во Европската унија. Веднаш потоа тимот беше контактиран од Pro Wildlife, меѓународна организација и инаку светски лидер во заштита на видовите од илегална трговија, заштита од шверц. Тие рекоа дека за ова постои само едно решение: да се постави сивката на CITES листата на видови. CITES листата потекнува од CITES конвенцијата, а тоа меѓународна конвенција за заштита на диви видови од трговија, на која Македонија е потписник. Планот беше јасен. Сивката мора да биде прогласена за CITES вид. Рокот беше јасен, но краток. Моравме да вложиме напори да го презентираме случајот пред следното собрание на конвенцијата во Узбекистан оваа есен. Но не можевме да го направиме ние сами ова. За ова мораше да биде вклучена државата, односно државата, во овој случај Министерството за животна средина, како представник на државата, мораше да поднесе апликацијата кон конвенцијата. Веднаш пристапивме кон Министерството. Тие беа многу радосни и веднаш не поддржаа. Секако дека не. Со Министерството имавме само една средба со заменик министерката за животна средина. Таму добивме некои празни ветувања. Да повториме, ова не го правиме за себе, туку ја помагаме државата да заштити дел од својата природа. Од таму, од Министерството, добивме само молк и ништо повеќе. Сите материјали беа спремни, апликацијата беше спремна, дури партнерите обезбедија и финансии за патувањето до Узбекистан за луѓето од Министерството. Не добивме никаква соработка. Мора да напоменеме дека не сите македонски државни институции одбија соработка.
Министерството на надворешни работи, кое нема задача да штити природата во Македонија, но има своја улога во потпишување на овие меѓународни конвенции и договори и даде целосна поддршка во оваа иницијатива. Иако илегалната трговија представува голем проблем за опстанокот на овој вид, сепак според сите научни истражувања, најголема опасност е го загубата на живеалишта или загуба на хабитати. Во случајот на Плетвар, тоа се должи поради експлоатација на минерали, а во поново време поради многу немарно, недомаќински градење на нови патни правци. Ова директно го загрозува, директно и постојано го загрозува животот и опстанокот на овој вид. Во Македонија символот не треба да биде лав, туку македонската сивка. Зар живот постојано опкружен со опасности, криминал, корупција, живот во многу мал простор, полн со несигурност, зар тоа не сме сите ние, нашиот живот? Сите ние сме сивки во Македонија. Ние не знаеме што ќе се случи доколку исчезне македонската сивка како вид. Немаме и за тоа истражување. Но знаеме што ќе се случи со сите нас доколку продолжиме да не се грижиме за македонската природа. Ако продолжиме со однесување, ќе бидеме само спомени.